Корупцијата копа длабоко и во МВР. Јавна тајна е дека дел од полициските службеници се на платен список на криминалните групи и работат во нивна полза наместо во расчистувањето на престрелките за превласт на територија, продажба на наркотици или пак нерасчистени должничко-доверителски односи. Поранишниот началник во МВР Љубомир Ѓурчевски вели со право се поставува прашањето дали од десетина убиства кои не се случија изминативе години во Скопје или надвор од Македонија, полицијата на вистина нема докази бидејќи се работи за професионални убици или пак службениците замижуваат пред доказите. Ние секогаш кога зборуваме за организираниот криминал мора да ја имаме во предвид спрегата помеѓу власта и организираните криминални групи и високиот степен на корупција кој што владеет во Република Македонија и точно заради тоа сме многу танки со извлекување на оперативни сознанија, односно индиции кои што во понатамошната фаза нели ќе се развиваат во истрагата за да се обезбедат одредени докази и за тие кривични дела да се расветлат, односно да се дојде до правите убици или до правите мотиви. Министерот Оливер Спасовски призна дека МВР нема докази за убиствата кои се случија во Чаир, Бутел, Шишабар, на Рузвелтова и во хотелот Александар Палас, кои како што вели се поврзани со истите мафијашки банди, а истовремено се фали со многу поголем број расчистени кривични дела. Но според Ѓурчевски, статистиката се злоупотребува за политички цели, а не за она што на вистина треба да служи. Овде имаме класична злоупотреба на статистиката како наука во политички цели, наместо статистиката да ја искористиме за планирање на кривични, односно за планирање на службите да делуваат по време и место на сторување на кривичните дела. Според состојбата на терен, билтенот на МВР секојдневно се полни со убиства случајни како резултат на семејно насилство или пак нарушени соседски односи поради различни причини. Поотука инспекторите од крвни деликти го знаат убиецот веднаш по убиството. И Етон Кривањева, Викан Жила, Енес и Сеини, браќата Камен и Јонус Идризи, двете лица во Топанско поле, кои беа изрешетени од Калашников на имајети во кого се пукаше на Рузвелтова пред 5 години, се неоткриените убиства за кои јавно се зборува дека се дел од криминалното подземје, а сега и официјално се знае дека истражните органи немаат докази за да ги расчистат.